Општина Тетово ќе потроши сума од 5 милиони денари во која не е пресметан данокот на додадена вредност за реконструкција на општинската зграда, како што стои во документот на Бирото за јавни набавки што е јавно достапен на интернет. Во план е да се изврши демонтажа на стариот под и замена со ламинат, замена на дрвените врати, бојадисување на ѕидовите, промена на електричната инсталација, изработка на спуштени тавани, промена на осветлувањето, реконструкција на санитарните јазли и промена на мебелот во канцелариите. Граѓаните кои ги анкетиравме сметаат дека реконструкцијата не е проблематична, туку времето во кое се изведува не е погодно. Имено за повеќето од нив, Периодов има други приоритети во градов на кои треба да се потрошат пари. Тоа што е опходно, треба да се направи. Ако нешто не е опходно, не е толку нужно да се направи, треба да се изостави кога ќе има тоа потреба и пари за буџетот. Мислам дека опходне. Пошто канцелариите, нарочито таму кај бараките се за многу тешки услови. Тоа мислам дека добра идеја. Тоа е добро да се реновира, али треба и за народот да мисли тие, а не само за своите на джеб или ово не. Има народ кој нема леп да једе, а тие има да купи кола или нешто друго. Затоа треба мало да мисли и за народот, а не само за себе. Мислам дека треба да реновира луѓето, а не канцелариите. Така е? Примерно тоа треба да биде од канцелариите. Како што објави Бирото за јавни набавки на својата интернет страна, Општина Тетово од 19 ноември отвора повик за прибирање на понуди за реконструкција на салата на Советот и канцелариите на Општината. Повикот ќе трае до 10 декември, пошто треба да биде избрана фирма која дала најповолна понуда. Како што стои во документот што е јавно достапен, носителот на набавката е должен да го изврши предметот на договорот во рок од 30 дена од денот на добивање на налог за работа. Средствата се обезбедени од општинскиот буџет за 2018 година.